Добро вечер и добро дојдовте во првата епизода на подкаст шоуто на удар. Или подобро речено, корупција на удар. Во ова шоу ќе ме гледате мене, после 17 години повторно да речеме на... И мене, не само него. Ете го човекот. Значи, повеќе ќе го гледате главната звезда Сашо Тасевски, а јас ќе бидам еден вид поново, како се вика, европски координатор за отечествени прашања, нели? Да, или за пристап на Унијата, за отварање на кластери. Отварање на кластери. 5 прста отварање на кластери. Да. Кластери, наредени кластерчиња, ќе си ги отвараме, но главното кластерче, она што сега ќе имаме најверојатно Сашко нов министер на местото на Игор, нели, Министерство за правда, односно правдата во Македонија и корупцијата во Македонија. Кажи ми ти прво како се чувствуваш ова наше изнајмено студио? Јас прво помислив дека ќе кажеш рецепт за пилешково кари. Последно мислам ти беше со кујните, појавување на телевизија, така? Да, ама кој памти тоа? Јас децава ги прашувам, немаат поим човече кој сум бил, кај сум бил, што сум бил, ме знаат по книгиве, ме знаат филм, продукција, режија, по последното, нели, Netflix, најтешкото нешто. Мене ми нешто. текна дека и вести водеш. Воде вести одамна, Презентер, 2001. да. Тоа беше пред кујните. Па да. Да, презентер. Па кој го објави, кој се крие под капулјачата на петото комунике на УЧК, Джезаир Шакири Оджа од озгора. Сегде имаше пристап. Да. Па 2001 бев лице на годината. Пази, човече, лице на годината што луѓето ме гледале за време на воениот конфликт навечер на вестите во 11. А тоа беше, имаше порано такви награди, тоа беше најчесна награда, вечер. На вечер беше тоа. Нема почесна награда. Купуваш вечер, сечеш братче, пишуеш и си го ставаш у сандаче. Да, тој што ти милен. Бев у конкуренција на Валентин Тино Николовски, мојот голем другар, значи што и ден денеска носител, и еден водител, ако ти текнува, интересен, симпатичен презентер на вести, уредник и презентер, Дејан Давидовски. Неам поим каде е, што е, а со Тино се гледа. Така, значи еден човек кој што порано бил на телевизија и еден човек кој што снима видео ролни. Тоа кој ќе кажеш видео рол на мене како тоалетна ролна те потсеќа, знам. Знаеш, ние ќе ги фрлаат у работнички сала. Да, салато ние, кога гаѓаат судис. Видео ролна. Ролна, да. А види, има логика, она ролна беше порано у МТВ, текна старото. Да, статија што беа. Така, ние сме големите. Значи оваа емисија е на удар, корупција на удар, ја водат двајца стари вци. Жти вци, пуни баи. Пуни баи, ете така, неистребени баи од тие големите. Да. Оливер Ромевски, мојата маленкост и неговата маленкост Сашо Тасевски, магистри во своите професии, без купени дипломи, значи заслужено. Нели знаеме кај е факултетот, си ги знаеме професорите, со некои пиеме пиво, за разлика. Не сме ги полагали испитите у кафана со 100 кебапчиња. Да, не. Да, и 15 пива. Не. Чисто онака испраен, влечи прашања од трите. Тоа беше интересно, Оливер, сега која испи тоа скандалот со оваа професорката на Штипски факултет, што продавала оценки за 300 евра, за не знам за колку. Да. Абе види, многу е мала, иначе сакав да ја почнеме со неја за работава. Не, ама еве почнуваме сега, не мора да идеме по некој си сценарио, нема пошто е сценарио. прва емисија, знаеш. И мене ми текна кога изби скандалот со неа, дека она се наплаќала за оценки, си имала тарифник онака, ми текна пред неколку години, можеби има 10 години, седам со двајца фудбалери бивши, едниот исклучително познат. Добро. И ми викаат, ајде со нас шо, прешај со нас да идеме до еден град у Источна Македонија. Океј. Викам, зашо па вика на Пастрмајлија, тамо вика и таман вика, овој вика ќе полага испит. Кај Мерко да не бевте, да не И мерка. јас се вртам кој другиот, нели,
Викам, шо полагаш? Викам, немам појма. Немам појма. Добро, на кој факултет си? Не знам, бе, викам. Тоа не знам, татко ми знае. Човечек, на кој факултет си утре? Појма немам, вика, на кој. Како идеш, бе, така, бе, вика, идеш, тамо доаѓа професор, ти нарачуваш скара, пастрма или шо да ја, вика, во индексот, вика, 100 евра, памтам цифрата што ја кажа, 100 евра, вика, му го дадеш индексот. Значи, кебапчињата умрзна хартија, 100 евра. Да. Ја тогаш бев у шок, човек. Бев у шок кога го слушнав тоа. Не можев да поверувам дека типов не знае на кој факултет е. А тогаш беше некаде пред дипломирање, уште беше се испита. Дали се слушаш? Тогаш беше пред дипломирање. Не, он бил у шок, брат. Не, ти си бил у шок, он бил пред дипломирање. Не знал каде е. Знаеш, она Миле Паника и Тошо Малерот, ја не знам кај си, ти не знаеш кој сум. Да. И сега луѓе опрашуваат, ќе не прашаат, абе како вака вие двајца сега ќе зборите за корупција? Па ние знаеме све за корупција. Генерално, не знае. Еве денеска дознавте нешто ново. Дека во Штип се полагало со кебапчиња, нели? Не реков Штип. Извини. Не реков. Професорката беше од Штип. Професорката беше од Штипскиот. Ова не кажав од кај. А мене ми се јави едно десетина, да не се не фудбалерите ги знаеме, брат. Меѓу другото, пред да продолжиме со ова наше шоу кој што ќе изгледа смешно и забавно, ама за некои луѓе ќе биде поприлично болно и поприлично, ајде да не го користам оној израз, се договаравме со Сашо да зборуваме македонски, значи да зборуваме онака како што ни доликува. За некои не само што ќе биде болно шоуто, него ќе биде и малку тегобно, траурно, растревожително, затоа што ова шоу е наменето на раскажување приказни. Значи, овдека ќе раскажеме многу приказни кои што ќе ги здоболат некои луѓе кои што сакаат да печелат на туѓата мака. Зошто велам на туѓата мака? Заради тоа што сметам дека Усул одамна отиде од Македонија, си замина, и дека ова што се зима сега и како се зима и зашто се зима, се зема, е веќе вон сите критериуми. Така да, многумина ќе се најдат во нашите приказни, за некои ќе допре некаде и гласот, некаде ќе им чукнати рано са бајле во 5 часот, особено како се вика тоа, бе, прасе. Тоа што кршат вратишата. Данг вратата. Иако премиерот рече, иако премиерот рече дека не е поборник на атрактивни апсења. И јас се сложам со него. Оној другиот што беше од оваа иста екипа, Николче, имаше малце лош табиет во тој правец, и тогаш не ми се допаѓаше она апсење на жени. Не беше, ја мислам тука Коле, главниот кривец. Да, роднината мислам дека. Да, он беше театарот. Да, он беше, да. Иначе добро. Значи ние тука ќе отвараме приказни. И во тие приказни кој се најде, нека му е на здравје. Значи ќе отвараме. Вие како гледачи, вие како паталци, значи ние сме сега во улогата на гаталци, така се ле. Да. Ама некако на будала на, морам да кажам будала, може да ме тужи слободно, Иван Исцелител, кој што профитира врз смртта на нашиот драг и сега покоен Владо Јаневски. Значи ние сме гаталци и ние ќе гатаме, и кого прогатаме, нека му е на здравје, значи ќе си добие корупција на удар. Ова емисија ќе биде позната, драги гледачи, по тоа што ние што ќе кажам и поп што ќе закопа, тоа ќе ви биде. Евентуално Оџа. Или Оџа може да отпее, да. Ние што ќе кажеме Оџа што ќе отпее. А види, у денешно време ако е по закупување, рабиниве малце појќи имат работа. Инаку неофицијално разбрав новиот министр за култура е Оџа. Да? Да, теологија има. Оџа, мислам, теологија или има, не знам, ама така некако. Ова од Влен, мислам, и викам сега, ако не му отпее на театар. Ама види сега, ти погрешно го кажуваш. Требаше да кажеш, дечкото е од Вреди. А чиме е Оџа, он вреди. Да. Мислам, вреди како...
Да, види, Мора да нема биде. да му даваме судови пред пред да направи кикс. пред да шутне пенал. Да, пред да шутне пенал, не затоа што Ама не е може. интересно ми да е така дека ако ми рекоа и новиот министер за култура оџа или теологија, ама тоа значи исламска дека е некој муфтија оџа, поима немам што. Така да викам и ми текна на тоа. Инаку може да се покаже како најдобар министер до сега. Може, да. само да не се покаже како Да. оној другиот по теологија што беше генерален секретар на влада. Не. Па- Инаку до сега како се викаше тој како се викаше најдобриот министер за култура во историја на самостојна Македонија беше албанец. Заборив како се викаше тој, беше од Даскалската фела. Леле, заборив сега како му беше името. Тој се покажа најдобар министер за култура до сега. Добро, имавме добри Да. министри, Јунковски не беше лош министер. Не се покажа многу. Не се покажа многу, но генерално ние имаме проблем со културата, затоа што нашата култура има некаков концепт кој што Положани ли се викаше тој? Министер. Марсин Не, или тој друг Мерсин беше. Положани, не, Друг мислам беше, дека беше на друг беше, во друг друг дел. дел, да. Да. Независно сметам дека ние имаме лош приод кон нашата култура и дека малку полека со текот на времето ќе се освестуваме каква култура треба да градиме и што е приоритетно. Значи приоритетно е да создаваме културни производи. Ако се сложуваш со мене. А под културен производ се подразбира од човек до представа, до филм, до платно, до не знам, некој перформанс, до фестивал, До издаваштво, до све. до книга, да. до театар, до представа. Ние имаме проблем со културните производи. Ние форсираме луѓе во културата, а луѓето не ни враќаат соодветен фидбек. Има таму големи проблеми, многу пари се одливаат на глупости, на паралелни фестивали, паралелни манифестации, паралелни не знам што тамо случувања културни и башка огромен процент од парите од буџетот што се одвојува за култура, да се разбереме, оди на плати. Тоа е истиот проблем што го има и град Скопје, да кажеме. Огромен дел од буџетот на град Скопје се одвива на плати. После градот нема, не може да има. И ако после принудено министерството, например, за култура зборам, во име на мирот, на коалицијата, да плати сметки на некој театар од 8 милиони денари, што не е тоа работа на Министерство за култура, да му ги плати сметките за струја, а од друга страна ти вика нема пари, поима немам за покачување или за унапредување во културата, во театарот конкретно, тоа е више не е корупција, ама е знаете, една неправилност која што не смее да се повторува и ако се повторува тоа е на штета на културните работи, најмногу на штета е на проектите, затоа нема пари. Ајде вака да отвориме работата. Значи ние во Македонија оваа година ќе славиме 35 години државност независност. Ако ги исклучиме првите 10 на 15 години кога немаше проекти во културата, кога немаше официјален конкурс, значи некаде 20 на години имаме конкурс во разни варијанти. Ако се сеќаваме добро, јас и ти, тие конкурси во разни варијанти ги прати секоја година коруптивен скандал. И то не еден, него на десетици. Дадени пари, памтиме едно детенце пееше некакви си Даде за УЧК песни, а одгледани многу пари, стотици илјади, стотина и нешто илјади евра, колку беше тоа? Да, CD. Никој не му побарал CD, никој не побарал отчет, никој не побарал. Таму имаме 20 години. Значи, или системот на доделување на проекти. Имаме и еден сериозен проблем таму, кој што ја сега ќе го отворам. Значи, мораме да ја удираме корупцијата на секаде. Вели вака, ако добиеш проект од културата, ти по автоматизам си ослободен, твоите карти на настанот се ослободени од ДДВ. Тоа е прво сегрегација на целата независна сцена, која што нема да добие проектот. Најтешко добива, со најмалце пари располага. И имаме некои фестивали и некои манифестации кои што воопшто не ги интересираат парите, тие се 100-200 илјади денари, но намерно фаќаат врски, намерно создаваат политички одредени комбинации со одредени политички чинители,
за да добијат само решение дека се во програмата оваа година и да направат огромен концерт на некој си, на кој што ќе продаат карти по 1500 денара и наместо државата да прибере по 5 евра од карта ДДВ, тие ќе си ги стават паричките во джеп. А ќе си ги стават паричките и од шанковите во джеп, каде што државата ќе изгуби многу пари. Ти кажа еден проблем, парите одат во плати, но еве ги изворите на финансиите кои што можат да донесат. Ако се сеќаваш, кога ги правевме јас и ти, и Александар, и таа наша екипа, првите дела на Стендап Македонија, значи не ме лечи докторе, ние сите како македонски изведувачи тогаш бевме ослободени од ДДВ. Ама како македонски изведувачи имавме карти од по 200-250 денари карта. И тогаш имавме публика. Картата беше смешна, мислам. Ама, но дали се сеќаваме на публика? Дали се сеќаваме на полните универзални сали? Затоа доаѓаше публиката. А сега имаме одлив на средства. Дури знаеш што ни се случува сега? Еве отвараме коруптивен момент. Значи, имаме организатори во Македонија кои што организираат настани на странски пејачи, дали се од бивша Југославија, дали се од надвор, кои што ги продаваат картите на своите сајтови во Србија, а веќе гледам и на други сајтови по другите земји. Значи, купи карти, ама српско купи карти. Да кажем. Затоа што картицата, како платежен институт, не препознава ти на картицата, ако имаш пример 1000 евра, 62.000 денари, тоа се 1000 евра на секаде во светот. Во свет, исто. Таа не препознава каде ги уплаќаш ти. Каде ги уплаќаш ти тие. А на државата и се прави записник дека тие карти се дадени гратис, тие карти се дадени на спонзори, тие карти се... Не, државата ги губи парите. Еве, за нашата држава, за Република Македонија, на која што јас и Сашко искрено и со своји средства и како дел од еден тим низ изминатите 20 години многу и дадовме и пруживме на нивото на културата, да промовираме одреден тип на култура, да промовираме македонски јазик, да промовираме македонски креации и оригиналност, еве начин како да се средат дел од состојбите во културата. Сега ќе се налутат тие сите организатори, ќе се налутат, но да ви кажам баш многу и не ме засега. А парите треба да влегуваат низ македонските платформи. Значи има многу млади деца кои што имаат многу иновативни платформи. Јас сум соработувал во изминатите година дена со нив. Парите се тука. Имаат ставка за фирми кои што се не се даночни обврзници, значи до 2 милиона денари, за фирми кои што се даночни обврзници, а се мали микро и средни предпријатија, но и за фирми кои што се големи. Не може да ни се одлеваат средствата. Имаме по 60-70 илјади на стадион на Билјанини извор или тука во Скопје, а парите нигде их нема. Но, за тоа, душегрижниците се грижат колку ќе чинел настанот 35 години на независноста. Да, треба да знаеме колку ќе чини настанот, дефинитивно, но од друга страна, треба и да прославиме. Дали сте се запрашали за 30 години независност, тогашната власт имаше еден конкурс, на тој конкурс како подизведувачи Сашко учествувавме и ние со нашата екипа и направивме феноменален концерт во Крушево на Македониумот, значи Evergreen Македонија, односно Сонце за три света. Учествуваа 20 млади македонски пејачи кои што пеа македонски евергрини. И од тој концерт постои снимка, постојат исплати, сите пари постојат. Имаше други 19 проекти. Освен концертот на Владко Стефановски на Кокино, јас не помнам друг проект. Ме интересира ревизија кај се парите од тие 18. Тоа било пред 100 години. Не, пред само 5 години. Добре, 30 години независност. Да. Знаеш колку важи законот за неплаќање данок?
Не Добро, застаруваат може дела. да се свати како допрен глас, ама кај нас колку ти Па нели сме корупција на удар сега. Да, да. И тоа баш сакав да кажам кога веќе стигнавме до тоа допрен глас, нашиве гледачи, значи сите што ќе не гледаат, треба да знаат дека тоа е оваа камера изгледа што ме фаќа, да, треба да знаат дека може да бидат и свиркачи, да ни праќаат оно што они сметаат дека е коруптивно, па ние тоа да го анализираме, да викнеме соодветен соговорник, тоа заборев да кажеме, ќе имаме соговорници, значи во овој подкаст, интересни. Да, има место за тројца, колку што гледате. Да, и ќе биде интересно и вие да не храните, тоест да свиркате, колку појако свиркате, толку да направиме игранката поголема и да има повеќе чешање. Так. Кај што не ве чеша, тоест кај што не ги чеша. Кај што не ги чеша. Да. Генерално можете да не контактирате на Facebook страницата на Удар, на YouTube страницата на Удар, но можете да не контактирате и на Stand Up Македонија на Facebook страницата. Исто така има и една мала страница од она шоу кој што Сашо го правеше до пред 5 години преку Тасевски шоу, каде што одат делови од неговите нели хумористични скечеви испади. Да, испади. Исто така можете на сите оние сајтови кај што ќе видите дека е споделено фактички, дека е споделен овој подкаст на Удар. Исто така би ве замолил и би посакал да направите subscribe, нели, на нашата YouTube страна, која што сега за сега од почетокот има само 3000 субскрајбери, намерно не велиме предплатници, зошто Саше? Зошто не се плаќа, да бидете безбедни, значи не давате пари ако се субскрибирате, ако се подпишете, нели? Значи бесплатно е, немајте гајле, никој нема да ви наплати за тоа. Така. А нас ќе ни биде многу битно да направиме гледаност и да го фрлиме Лазаров и Ландов на колена да ги фрлиме. Да, Лазаров или Сидрото? Да, Сидрото. Што влече напред. Него таму не влече конкретно напред. Инаку можете да си дозволите да не почастите кафе, нели, да не изгледаме сега како просјаци. Знаете како функционира YouTube. Нели, си ставате таму на она, како се вика, награда, кафенце, попи едну капфу. Фала лепо, ево, српски свет и така дале, и така дале. Може и български свет, нели, благодарја, мерси, и така натаму. Тие наред со пасошите, да ќе стигнат наред, мислам. Ти имаш книга напишано, магистериум? Да, еве од книгата има тука некој си, да. Чекај, каде? Ете, а тука доле, можеш да станеш и да ја донесеш. Ајде. Морам да станам. Ајде, стани. Ајде, пази само кабелот од камерата. Ете, тука земи си книга. Не бе, ова се рецептите твои кари во сос. Не бе, ете ти доле има 1000 книги. Ау, еве ги бе, да бе. Од второто издание Ова исто рецепти ќе се земам кари во сос. Не, земи си кари во сос, да. Знам да правам кари. Мата кари во сос. Ја мата кари во сос. Ја. Опа. Леле, мајко, што се деси? Сашо ќе вика, слушај, После ќе речат на ракија сум бил купил. Не. Овие. Види, ти пишуваат браќата българи дека се настап на ракија. Еве, ова му е магистериумот на Оливер. Така, магистерската се вика Бугарин, националност или професија. Политиката на Република Бугарија за издавање на двојни државјанства на македонски граѓани. Политички консеквенци за Република Македонија. Ова е пред неколку години има Не пред неколку, 2014 им кажав што ќе им се случи на драгите мои сограѓани и браќа македонци. Ете. Ама не ме послушаа. Оваа книга е на Оливер и ќе дојде време тема и Не. Сега вака сега. Знаеш, луѓето сакаат изненадување. Сакаат кој ќе видат нешто и онака да станат вџашени, како сега што ќе паднеше тука. Да. Ајде сега кажи, вака да ги изненадиме гледачиве, да биде интересно. Кој ми е ментор на книгата? На магистериум? Стево Пендаровски. Бившиот председател, да. Ај сега. Да. Еве го тука е во комисијата кога магистрира, која брани магистерската Оливер пред еве го каде? Еве.
тука е професорот Зоран Шапурич, тука е Љупчо, професорот, мислам Василевски, дека се Стефановски, беше воен аташе во Брисел. Сите тројца се одлични луѓе, само што нашиот председател Стево требаше малку повеќе да се држи до книгава за некои работи. Да, инаку навистина немаше тогаш љубави баш да го зезне. Да, очигледно лошо, тоест не ја прочитал внимателно книгава, да знам. Инаку баш супер во книгата, здравје се, не знам понатака, можеби ќе понекојаш ќе подариме некоја книга така. Да, видите, може да се јават слободно, 10 на 15 чисто да видите граѓани. Колку е 2014 што напишал Оливер за она што ќе се случува, а и насловот е феноменален, онака леплив, баш атрактивен. Бугарин вика, бугарин националност или професија, све Што кажува тоа? Ај што мислиш? Све, што да мислам? Еве сега ти објасни. Дека имаш многу овој бугари што стануваат бугари поради финансова подкрепа. Не. Туку Тоа е најновото толкување и тоа мислам дека е твое толкување, низ твоите. Не е мое, на овој од фондација Македонија си призна. Еве јас ќе го толкувам на мојот начин. Бугарин националност или професија значи следно. Дека нашите граѓани кои што јас не им велам не зимајте бугарски пасош. Напротив. Јас си го сакам бугарскиот народ. Јас не ги сакам бугарските водачи. Значи, а кој ги бира водачите? Значи, независно кој ги бира. Народот. Да. Па и ние го избравме заедно. Да, точно да. Така. Тоест не го избравме. Дојде на власт, ама можеше да загуби многу повеќе. Да, и многу повеќе, да. Така ли? Да. Му излегоа ли 500-600 илјади на тој референдум на кој што не требаше 100 луѓе да излезат? Да. Излегоа. Значи сепак. Јас вака велам. Ова беше мала дигресија, значи околу бугарите. Бугарите се луѓе како што и сите. Ќе ти раскажам некогаш што мислам зошто го имаат овој проблем, но тоа не е тема за денеска. Но зошто бугарин националност или професија? Човекот, секој човек има право на сопствен живот. Кога го водиш сопствениот живот, ти имаш право на одлуки. Ти во одреден момент одлучуваш дека не сакаш твоите деца да бидат гладни. Твоите политичари 25 години не ти овозможиле Европска унија или можност да отворен пазар или можност да работиш. Тие не се доволно патриоти затоа што гледаме какви се корумпирани со исклучоци, нели? Велиме секогаш може да дојдат и некорумпирани па да видиме што ќе направат, но до сега генерално еве ќе ставиме црта на почетокот на оваа власт, за оваа власт ќе судиме кога ќе заврши со мандатот. До таму сите беа корумпирани. И сите направија од Македонија еден јавашлук. Овие луѓе само одбраа живот што земаа пасоши. И тие луѓе кои јас им правев анкета, значи јас направив со 100 луѓе анкета, анонимна, значи што е репрезентативен примерот, мислам дека не беа 100, 102, 104 беа. Кога направив јас анкета со тие луѓе, само 6% се изјаснија како луѓе кои што си ја чувствуваат Бугарија како сопствен идентитет. Другите се класични македонци, трбухом за крухом. Значи, едноставно, она што ги натерало да земат пасош е економската придобивка, да можат да излезат, да работат, да се движат. Генерално прво беа возачи на камиони, после беа кувари и конобари и работници во туризмот и на крај беа ова. И тоа се случува после 7-та година на влезот на Бугарија во Европската унија, затоа што кој што ги познава европските правила, а за среќа јас сум стручњак, значи до 7 години има периоди каде можеш и колку можеш да работиш. Си го другаат само земјите членки, но и Европската унија. И ние да влеземе утре, сите мислат готово излегува. Да се отвори, да, све за. Ќе се отвора, да. Но да не должиме, значи 15 души може да се јават на нашите значи телефони и ова што е оставено тука на удар и едноставно да им доделиме 15 книги и ќе најдеме начин како да им ги доделиме. Независно, Сале, што мислиш ти, корупцијата, ако ја мериме со некакво си мерило,
еве од 1 до 10, еве академски да одиме како овој твојот што полагал, а не знал што полагал. На кое ниво е во моментов? Ајде да не речеме во моментов, него во моментот на превземањето на власта пред 2 години. Ај сега во кој? Немаме да не бидеме лигави. Ајде, да. За жал не постои, мислам постои тоа, ама се тоа научни и мерни инструменти, не постои еден инструмент наречен корупциометар, па сега знаеш да го според тебе. Види, има такви глупости како на вистиномерот на Facebook. Да. Знаеш ли за мене зашто кој видео ми го забранија? Ти текне ли за оној африканецот што си ги чешаше гениталиите? Што беше тоа? И мене ми велат, а ја го споделувам тоа видео на Стендап Македонија, го споделувам заради тоа што сметам дека луѓето треба да се смеат таму. И мене вистиномерот ми вели сексуал харасмент, не знам си што, па блокада, жлап. И ја им пишам дали сте нормални. Човеков е шљакнат или има пицајзли. Значи, две работи се. Мислам да се држиме ние до корупција, некако. Ма и тоа е корупција. Значи ја вистина вистина, не, пицајзлите не се корупција. Тие се диво на корупција ако некој отиде да прави нешто. И после таа му вика, сега имаш пицајзли, ќе те кажам на жена ти, откај ти се. Дај ми 1000 евра. Тоа е веќе корупција. Уцена. А добри, корупцијата е уцена. Види, ја искрено да ти кажам, затоа што ми постави прашање, искрено да ти кажам, не мислам дека спаѓаме во редот на најкорумпирани држави во Европа, вклучувајќи ги оние во Европската унија. Мислам дека има поголеми овие факмани од нас, држави, кај што корупцијата е многу поизразена и многу позастапена отколку кај нас, само што тамо се кријат за тој параван на, како се вика тоа, на вредности, на ред, на поредок, на ова. Но, она што пред 2 лета сретнав случајно двајца млади луѓе во едно наше ноќен клуб Кафуле, беа од Белгија, од некој си град на 80 км до Брисел, и они малце шетаат по државиве на Балканот, малце истражуваат од етно моменти до општествена интеракција, до политичка интеракција, до систем, до такви работи некој. Кој ги знае, едниот социолог беше, другиот не знам што беше. А инаку двајцата музичари, оние бендови навечер по ноќни клубови што свират. И многу паметни деца, знаеш, ние имаме некоја погрешна представа во глава дека ако се млади од Европска унија дека ништо не разбираат. А тогаш низ муабетите што ги правевме и за многу други теми, сватив колку многу ги разбираат, работиве на тоа што се случува во светот. И тој едниот ми кажа, вика, вие сте, вика, вие како држава сте, како да ви кажам, мачки на кашлица во споредба со Брисел. Тоа ми го кажа. Само да знаете дека сте мачки на кашлица во споредба со Брисел. И после ми текна на сите оние моменти, она, како се викаше, Могерини беше највисока на представничка. Федерика, што е АПСЕА. Што е АПСЕА. Значи, после тоа се заборави наставно. Ама не ти кажи ми кого не АПСЕА, што беше на врвот на Европска унија. Сите има по некоја афера. Абе, Оливер, не само на Европска унија, него ти гледај ги сите, гледај ги најголемите, како да ти кажам, тие корпорации кај што доаѓа до големи скандали, никој не одговара. Еве, конкретно сега, со ова што се случува во FIFA, да кажеме, на времето Мишел Платини не беше апсен, го пуштија, не одлежа ништо. Која се лобираше за светското во Русија, не треба да бидат апсени се Блатер, Бекенбауер, никој не беше уапсен. Сега она што се случува на светското што гледаме е пример за корупција, за коруптивни делувања и така натаму. Значи, мислам дека ние не сме, далеку сме од најлошите, него ја имаме таа лоша карма да затоа што сме мали секогаш со прстот да покажуваат кај нас дека најмногу не чинат работите. Не мислам воопшто дека тоа. Да ти кажам, ја и сум убеден дека во Брисел тешко дека има за 300 евра испит да положиш. Мислам дека не за 300 евра, таму игранката е за повеќе нули. Таму можеби
оној што е предава на универзитет, не се корумпира за 300 евра. Ја таму мислам дека во елитата, во политичките и другите и финансиските центри на моќ, дека таму е најголемата корупција, на тоа мислам. Инаку 300 евра, 200 евра ја биле, а не биле, тоа кај поединци. Не, добро, јас поише го кажав како што дека нема испит за 300 евра, треба малце поише да одвоиш. Дефинитивно, дека има корупција, има, дека има премногу така наречени скам и шарк луѓе кои што прават разни измами, кои што се повторно дел од таа корупција. Еве да речеме, например, знаеме дека во Америка здравството е поприлично корумпирано, со тој круг на луѓе сме гледали и филмови и случаи имаше каде што препишуваат, каде што препишуваат лекови. Тука кај нас се потрудија за жал да ги стигнат, имаше таа фамозна афера, да кажеме, со онкологија, за нешто што знаеме со долги години. С долги години знаеме за ситуацијата со инвалидските пензии. Луѓето повторно се жалат дека не можат да дојдат до инвалидска пензија. Мислам дека треба таму да се поработи сериозно. Јас завчера разговарав со еден човек кој што за жал морам да кажам, е нефункционален со половина од своето тело, и тој човек вели дека не може да добие инвалидска пензија. Ако тој човек не може да добие инвалидска пензија, не знам на кого треба да му ја дадат инвалидската пензија. Веројатно на некој што ќе плати. Слушам за тарифа од 7 до 10.000 евра, фино пресметана, демек толку пари ќе се земале во година дена од таа инвалидска пензија, и дека тоа било во ред. Повторно се посредници некакви си надворешни луѓе. Значи тоа е игранката, надворешен човек ги прибира парите, после ги дели по докторите и по сестрите или кој веќе таму е во комисијата, да не алудираме и да не преюдицираме ова. Добро, но има и повторно афера. Ја сега нешто ќе те прашам, извини што те прекинам. Ова, еве да кажеме, постојат индици, озборувања дека инвалидските пензии, дека работата со инвалидските пензии, дека таму владее корупција, дека можеш да си ја платиш инвалидската пензија, да платиш за неја за да добиеш на сметка на тоа некој што стварно заслужува не ја добие така. Овие кои што ги зимаат тоа митото, да кажем. Не име треба да бидат свесни дека тоа затоа што се збори на таа тема, требало малце да бидат исплашени дека можеби банкнотиве што ќе ги добијат ќе бидат обележани, дека некој ги мести. Ама сега ти не давај јампу најава. Па добро, јас она што сега ќе ги испоплашиш, ќе дадат на честни луѓе пензии сега у наредниве 3 месеци. Ама не. Ама јас напротив зборам за овие да се доисплашат, да им е страх да земат мито. Не, ама они трајно не се плашат. Они се плашат периодично. 3 месеци и после му затребал дома нов телевизор и вика, да удриме една тура 5-6 души да пуштиме така. Ти ќе идеш на одмор, ја ќе купам тов телевизор, овој ќе сервисира колата, на докторов ќе му купиме зимски гуми и се отвара дизната. Знаеш како е? Не да заштедам, него се отвара дизната. И ќе дојде некој кој што е слеп 90% и ќе му речат ти не можеш да имаш инвалидска пензија. Зашто? Затоа што добро слушаш, брат. Да, он има проблем. Се снаоѓаш. А човеков гледаш нема проблем со видот. Супер ги изборал парите. Он треба да добие. Да. Значи апсурдот е тука огромен. Човечкото око и алчноста ги надминува. Прашањето ми е како ова време кога све се снима, све се следи, све се знае, све се слуша, како не им е страв да земат мито? Затоа што ја не знам, мене кој ми побарале, еднаш што знам, еве да кажеме човечка слабост, ќе дадеш ајде нешто да направиш, да ти узи. Ама втор пат мислам дека ако ми побара некој, мислам дека кај мене тој прв пат, ама втор пат ја мислам дека ќе ги пријавам.
И сега, голема е веројатноста, јас сметам дека има луѓе што би ги пријавиле. Ако ги пријават, значи некој ќе може, како не име, шубе, викам, париве да ги земат. Што прават со париве? Тие посредниците, зошто? Не. Значи, они се плашат што модат преку посредници, разни надворешни ова, значи се Не е плашат. тоа толку плашење, тоа е пред се еден вид иншуранс, осигурување. Да. Значи осигурување да се изгуби трагот на Кој прв ги дал пари? на муабетот. Да. Инаку генерално очигледно е дека нашиот човек не се плаши од тоа да не биде биде корумпиран. фатен. Не, да биде корумпиран. Да. Затоа што прават и некакви си пресметки. Дали ќе се докаже, дали ќе ме извади адвокатот, дали после ќе се одолжи, ќе го одолжиме тоа на година дена, па ќе го подмитиме и судијата како што мене ме подмитувале за дозволава, па ќе застане можеби лекарска комора зад мене, ќе рече па не е таков докторот, спасил 200 луѓе, 500 луѓе, 1000 луѓе. Значи многу фактори влијаат врз целокупната таа состојба нивна психичка за да земаат мито. На моралната страна уопште не сметај. Морал нема. Значи они веруваат дека Шубе, колнети пари, тоа не важи. Тоа не ги интересира, брат. Ги зимаат парите и затоа што веројатно не се плашат дека постои систем таков правен судски кој што нив без никакви, како да кажам, скрупули дека ќе ги казни, дека ќе добијат казна. знаеш што има правнички, што има Значи, има дупки кај што они може да се вадат. Не, правнички што има можност да се направи и да се разреши тој Гордиев чвор во издавањето на пензиите многу подобро отколку да речеме кога фаќаш нешто. Значи за голем дел кривични дела митото мора да се докаже инфлагранти. Значи да биде фатен на лице место. Во овој случај не мора да биде фатен на лице место со парите. Има огромна документација која што вели може да добие пензија, не може да добие пензија. Наместени докторски резултати се многу јасни со ненаместени докторски резултати. Значи има разлика, има дистанца, се гледа. Значи ја знаеме приказната за еден маестро над маестрата во Македонија, таkozvani Боки наш, кој што сите ги изработи као селска бавча со документација докторска. Па кој му ја дал таа докторска документација? Да. Ја разбирам да е болен човекот, во ред. Има болни луѓе што се стварно не болни. Не е единствен. Добро, не е единствен, значи икс луѓе се вадат на тоа, па го измислија штосот, нели, со одење во затвор во Охрид, во Струга, затоа што таму е слободно оделението, па зимаат лична карта од Охрид, ќе купат Свети Ном на плажа и така. Да, кај номчета на плажа. Значи, но што треба да се направи? Ревизија. Ние имаме една голема среќа што Заводот за ревизија кај нас во Македонија е една од најдобрите институции. Чудо. Нешто се случило и таа институција со текот на времето работи одлично. Значи прави ревизија како што треба. И таа укажува само по ревизијата да оди јавниот обвинител и органите на прогон. Па ние пола корупција ќе ја решиме оваа држава. Само по ревизија да оди. По допрен глас уште пола. Со одреден вид на кампања, со одреден вид на закана, со малце мафтање со бичот, со корбачот. Како и мафташе Тошковски со корбачот за Safe City. И сега како чуе странските коли не биле овакото. Еве оп, сега ќе средиме и странските коли ќе видат. Да видиш, уште има фраери што ги дигаат моторите на партизанска. Ама ќе им дојде, ќе им се доака и на тие фраери. Затоа што многу деца не изгинаа. Корупцијата значи смрт. Корупција во здравство, смрт на луѓе кои што се болни. Корупција во сообраќај, ајде сендвичите, условно кажано, ајде да не навредиме некој полицаец, има честни полицајци, ама тие што им гледаа низ прсти, што слапаа по 50 евра, после тие истите изгазија деца. Изгазија старици. Значи не можеме да се шминкаш у кола
или да гледаш у мобилен телефон и да возиш ауто. Не може. Едноставно, аутото е превозно средство. Сега, значи таму имаме корупција. Имаме корупција исто во полагањето на таму дури имаме полулегална корупција на возачки испит. Од четврта. Значи имаше едно време автошколи, сега не можам да зборам, но јас знам едно време пред 20 на години кај што буквално можеше да земеш возачка дозвола буквално без да полагаш. Буквално ти кажам. Само да си платиш ти возачка дозвола. Ја познавам еден што имаше такова. Ја познавам исто, затоа кажувам. Ова беше пред 20 години. Бог да го прости, возеше ностоп пијан. Да, тој више и ја нема таа школа, ама ја знам дека се нудеше и тоа како опција. Што правиме како констатација сега? Значи, сепак е до луѓето голем процент. Види, све што е на овој свет од човекот излезено, тоа е човечко. Значи човекот го има во себе тоа. И колку од тоа ти што викаш е човечно, колку не е човечно, колку е морално, колку не е морално, тоа е друга димензија. Работава има една друга квака тука. Ја знаеме дека е така, не можеме да се правиме малце мутави во врска со тоа. Значи ти корупција, не постои земја која што има корупција нула. Не постои таква држава. Но ти можеш да донесеш корупцијата до таков степен да оние кои што се спремни да бидат корумпирани, да она што го кажа преска да име шубе, тоа да го направат или барем да се плашат тоа да го направат. Да им е страв што шубе. Од шубе не се плашат. Да. Значи треба да знаат дека е тоа работа со која што може да заглават во зад. Апропо, мислам, знаеме, имаме држава, барем една у светот која што ја познаваме, кај што за корупција до пред 10 години следуваше смртна казна Кина. Сега следува? Сега мислам дека од 2012 некој мораториум ставија на смртните, не сум сигурен, но некој мораториум дека се поретки. Некој таков имаат, некој си или барем не осудуваат, но знаеме до 2012 уште ја памтам сликата на 40 корумпирани во некој министерство. Ама тогаш беше масовно. Сега имаш овој градоначалникот. 40 ги стрелаа, не им око не им. Градоначалникот сега имаш пред овакот. Види, таму корупцијата, пази, тие бројки на корупција се ненормални. Дали ја виде министерката за правда на Ирак? Не, што? Не си видел? Не. Ја фаќаат пред 2 недели министерката за правда, мислам, дека е за правда на Ирак, или за антикорупцијска. Нешто има поврзано со корупцијата. И влегуваат кај незе дома. И она Пабло Ескобар може да ја биде чирак, она баш онакво. Жената има, па не знам, 4-5 соби преполни со злато, златни прслуци, златни гаќи, златни дилда, златно све. Пари, па не знам, мислам милиард, дека не може да ги ја и ти да тргнеме да истовариме, да ни речат земи колку можеш, брат. Ја и ти ќе попаѓаме. Внатре било позлатно него што беше во палатата на Садам кога му влегува американциве, кога сликаат. Бе каков Садам, Значи, гола вода Садам. Па тоа е, кој ќе донесеш демократија у една држава. Садам ќе биде. Ама не, ти имаш еден друг израз. Како беше она да ни ја става демократијата, како беше? Имаш еден израз, како беше у северно од Не ми текна сега. У северно од Македонија. Не ми текна. Не, тоа беше, тоа е од песна на Дубиоза колектив, но ти имаше нешто исто со демократијата. Да, дека вака ти беше текстот. Обично, нели сега најновиот виц, овие белгијанци имаат ли нафта, што прашува Доналд Трамп. За 4-1 што изгубил. Да, демек да ги нападне. Да. А што со тебе ти беше у северно од Македонија, викаше обично демократијата им ја ставаат таму на тие што имаат нафта, а нас ни ја ставија за тоа што пиеме нафта. Така. Текнели? Да. Нели? Северно од Македонија, тој големиот паркинг измеѓу Србија и Грција. Да, кај што у тунелите се игра чочек. Да. Колку сме ние луди, имаме некакво лудило,
А инаку интересно е пошто затоа што ти го спомна Пабло Ескобар, тоа е како да кажам еклатантен пример корупцијата, дека може буквално да ја стави заложник цела држава во рацете во случајот на наркокартел. Тоа е типичен пример на држава која што буквално се беше пред предавање на еден наркокартел, на медии на Пабло Ескобар. Па дури тогаш реагираше добро се, и американците, и колумбиската влада кога се спротивставија кога фактички го разбија картелот. Мислиш ти дека тоа кај нас беше врв на корупција, кај нас дека тоа не би можело да функционира, не функционирало на некаков начин? Слушавме за некакви си муабети дека некои наркокартели кај нас држале под контрола некакви си наши врвни служби со некакви си големи средства. Да, но како да кажам, не зборуваме за сега, зборуваме за пред 6. Знам за кога збориш, 5-6 години. Знам за кога збориш, за кога збориш и за кои кланови збориш. Работеве што кај нас секогаш политиката, тоест тој организиран криминал, поврзаноста на најмоćните центри на власта и подземјето, дека се уште подземјето е на некој начин под контрола на владеачките на владеачките партии и на службите за државна безбедност, па горе-доле се барем пата усила, ама не може тоа, например, што го направи Ескобар во Колумбија, не може кај нас да дојде до таква ескалација, барем до сега не дошло. Така да сепак се измеќари на некој начин подземјето фактички подземјето инсталирано за тој организиран криминал од центрите. Ама во секој случај ти значи треба му попушташ на тој организиран криминал, за да тоа да. Ама и тој работи милион или неколку десетици ситни услуги за тие на власт. Од набавување на гласови, не знам тоа како да го наречам, агитирање за гласови, на избори. Добро, тоа сега малце исклучено со овие фингерпринт, видовме конечно дека тоа функционира задните два пати. Но другите начини на агитирање постојат, од закани до, мислам, ти кога гледаш така, ти го гледаш Скопје и ги гледаш урбаните делови на Скопје. Ти не гледаш што се случува некои забити таму во Скопје или во некои села таму, не знаете што. Дефинитивно таму полицаец нема, мислам, таму све функционира на закана. Ај буквално да видам кај гласаше работа. Чекај да видам што ќе заокружиш. Значи до таму оди тоа, оти многу добро знаат колку души има у селото, колку излегле на гласање, многу лесно може да утврди ти ако не си гласал, не си излегол или не си гласал за тој што треба за други да си гласал. И те гледа таму и одма си мислам се случува. Значи тоа треба и тоа треба генерално полека да се решава. Да, ако веќе не се решава. И за тоа ќе треба да се зборува затоа што на пример ја многу луѓе кои што биле на тие гласачки кутии во многу тие помали, би рекол и некои рурални средини. Значи без разлика што биле представници на моćни партии у тоа време, значи гледале дека што се случува и вика шубе ти да реагираш, не знаеш дали ќе го напуштиш село жив или како да ти кажам. Имало и такви муабети од луѓе кои мислам дека кога правиш малку вака на масата дека се слуша на микрофонот. Ми јавија од режија, значи ми пуштија едно голубче кој ми каже се шал. Океј. Интересна е оваа тема околу ова, прилично е загадочна, незгодна е за зборење, но во моментот кога ќе имаме информации и на таа тема, ќе ги разговараме многу поотворено. Значи целава работа што ја зборуваме денес и овие, затоа е ова, би рекол, на слободна тема е првата емисија, контакт со вас гледачите. Затоа што сакаме да ви представиме со какви све теми ќе се занимаваме и дека ќе имаме и гости, тоа го најавив, и ќе биде стварно навистина корисно за нас, за сите вас, кога вие би одредени вакви работи на теми кои што зборуваме. Ќе почна да пуштавате, не се почнете да ни јавувате, да ни свиркате или како кажат, ќе се ослободат, ако не друго барем ќе имаме од соседните земји онака симпатични некои лikoви ќе ни пуштаат нешто
Да. Независно, ти си популарен доста таму, слушам. Да. Слушам дека си доста популарен во соседниве земји, во соседство. Во Бугарија. Да, ама се уште не ти имаат ставено забрана за влез. Па не знам, не сум бил да проверам, не знам, тоа кога ќе и ако излегувам и ја напуштам државава и одам во некоја земја од Европска унија, ќе морам претходно да си прашам не за друго у некоја европска канцеларија, тука не за друго, туку за да избегнам малтретирање на граница. Сега јас да ти објаснам. Да. Забрана во Бугарија можеш да добиеш. Тоа да. Но не верувам, затоа што мислам дека ги немаш прекршено ни едно од правилата кои што постојат за да добиеш забрана. Значи, прво ти зборуваш со аргументи, второ зборуваш во сето тоа додаваш еден вид комика и импровизација и глума и не го правиш тоа со зла намера. Дали некој тоа го сваќа како зла намера, тоа е негова работа на интелект. Ти не хушкаш маси против никого и никаде. Тоа е прва работа. Втора работа, за една земја членка на Европска унија не може да и наложи на Европска унија да ти стават забрана за во Европска унија. Тоа се фолови. Не забрана они да ти забранат, пример да влеземе во Хрватска. Но може да пуштат, пошто се има случајно тоа на еден не го именуваме. Добро. Да пуштат, како се вика тоа, абер до хрватите, дека ова лице, ако помине граница, должни сте да го испитате затоа што или да барем на некој информативен разговор, да се викне тамо, оти ние бараме за него. Да ти објаснам. Да, се има случајно. Они го пуштиле, не му правеле проблеми, ама поминало некои 3-4 сата. Тоа се работи за Интерпол и тоа се работи за генерално навивачки групи кои што можат да направат одредени инциденти и се опасни и имаат криминално досие. Значи, криминалното досие може да биде достапно во тие размена на податоци помеѓу државите. И тоа Македонија ќе им го даде. Твоето, условно кажано, немање досие. Значи, ќе рече овој човек, Јасно е дека они тебе ништо не ќе те проверат, ќе видат дека немам врска работа. Класична политичка забрана. Става судот. Значи треба суд да дојде на суд и да ти даде, да ти стави забрана, како ние што ставивме забрана ние. Не јас. Држава. Што има јас да ставам забрана? Јас знам како треба да се однесуваме. Ние треба да ги игнорираме тие ликови. Да, се гледа дека имаат офанзива, се гледа дека имаат медиумски напад, се гледа дека го прават тоа за некаков интерес, но јас пак на сите ќе им објаснам еден ден дефинитивно. Само парите ве луѓе се интерес. Нема друг интерес. Тој не работи за Бугарија, тој работи за пари. И тој тука што нешто и што создадува? Создадува нервоза кај народот и чувство на отпор. И сега најнормалните луѓе даваат отпор. Да. Значи, тоа е во однос на тоа. Да. Јас сакав да додам на една друга тема, која што денеска ја отвори Умер, овој Мухамеди, младиот правник, албанец, кој што има јавно малце поинакви ставови од оние албанци кои што се блиски во јавноста, не би рекол од... Јас сум видел многу албанци кои што имаат ставови како Умер Мухамеди, и кој што им кажа на тројцата албански пратеници, не знам точно од која партија се, мислам дека се од... не знам, он вели од Вреди, негде прочитав, не е битно од која партија се, дека забраната во Албанија им е ставена поради тоа што дефинитивно ова ти што го велиш, Албанија не сака со такви личности да има работа, да и влегуваат кај незе во земјата. И он им вели, кога ќе почнете да се однесувате во склад со македонските национални интереси, химна, знаме и ова, она, не да мафтате со албански знамиња. Никој не ти брани, ти мафтај си со албанско знаме. Значи, зошто да не си мафташ? Свадба има крштев, ова, има веридба, има ова и она, значи, има прослава, има се, и ти се чувствуваш горд како албанец. Но треба да имаш чувство и за Македонија, која што те храни, во која што живееш, во која што комшиите ти се ова. Значи, не можеш ти да се чувствуваш како тука да си... Да. Ако мислиш дека си фраер во Албанија, не си.
не те сакаат тие таму. Тоа е познато. Не во Албанија. И србинот од Македонија не е фраер во Србија. И си странеци. Ти си странец, бе, брат. Само дома си дома. Да, ама тоа не го разбира. Види, се ние сме тука да направиме муавет и да нешто посочиме и да видиме како е. Но генерално, јас мислам дека национализмот има главна подкрепа во корупцијата. Се станува националист во оној момент кога национализмот ти дозволува да крадеш многу. Е тоа како веројатно. И во Бугарија тоа се случува, да знаеш. Како параван кој го користиш за ти да бидеш корумпиран и да крадеш. Параван. Инаку ја мислам дека реално нема корупцијата, нема никаква врска со тоа. Како параван да се искористи како оправдување за ти нешто да правиш да си. Ајде вака да одим. Зошто го отвара грците нон-стоп македонското прашање? Не зборуваме како е испреговарано, тоа ќе зборуваме некоја друга емисија. Колку пилјарски беше, колку би нелегално беше, кој ги донесе. Нуделе пари, сатови, скапи, нуделе. Не само тоа, криптовалути се зборува во вредност од милиарда и сега ние се чудиме вредела јахтата Волку или онолку, имал стан во Дубај, ово едниот или на шала насмеа овој нашиот познат политичар и керка му ја понуди у замена за. Абе си вика ја да си прашам. Да, ама тоа на шала насмеа. Ама тоа познавајќи го сега човекот, што све направи? Јас сум убеден дека он тоа на шала насмеа пола беше сериозен кога му ја понуди керка му за остров. Мислам дека беше сериозен. Абе ќе ти дојдат гости. Така. И ти велиш соблечете се и ние не пушиме. Ама ја да запалам една нема ништо врска. Како вика? Ја да запалам една нема ништо. Така и овој. Абе керка ми ја имам за мажење и овој вика у реду е, добро го гледаат. Овој баш го гледаше шокирано Ципрас. Ама овој да си праша. Што да? АПП, ако помине. Тоа е приказна. Види, човекот беше класичен корумпиран пилјар ставен. И сега ние ќе зборуваме корупција на удар. Што поголем удар? Знаеш ли јас што сметам за ремек дело во оваа наша држава? Значи, сум видел многу работи. Сум бил сведок на ТАТ. Не успел да ме закачи затоа што тогаш не сум имал многу пари. Имаше една скопска кај што имав вложено некои си 2-3 марки, ама успеав да ги извадам на некои си 7 дена пред отиде колапс, тогаш имаше многу лавци, ТАТ, Џамаданче и така натаму. Имаше многу. Луѓето се лаже, македонецот се лаже неверојатно. На камати. На све се лаже. На овие како се вика мајконет, тајконет, независно. Значи македонче само да земе пари џабе, устање све да направи. Да му речеш дека таму има гага нешто, нема проблем, ќе ги донесе парите, ќе ги остави и ќе чека да му се јавиш да земе гагата. Значи сум видел комплетно се, но за мене, да се навратам на целава приказна. Ремек дело на корупцијата во Македонија. Гледаш на садот, ќе гледаме Мароко, Франција и луѓето сака да гледаат. Не знам што ти текна сега на ден која си игра таква важен натпред, сега ти на удар. Брзо ќе затвараме, мора да им најавиме на луѓето. Гранапчево да го затвараме, брзо ќе го затвараме. Да видат кој уште кои будали се приклучија на екипиве, нели? Лазаров, Мечка, Милош, Мацко, овој како Куцви, Турци и Мујо. Да, Куцви, Турци и Мујо. И кажи што сакаш да кажеш. Значи ремек дело. Ти знаеш кој е ремек дело. Ремек делото на корупцијата во Македонија, репер, нешто што би се учело на факултети. Ја би го предал, со кеј би го предал на студенти вака да дојдат онак евро за црквата, евро за вицата. Корпус деликт снимено уживо. Лайф, брат, олимписки игри, така. Real time, да. Real time. Евро за мене, евро за виц, 100 евро за црквата. И овој го потпрашuje и овој објаснува. Дека му кажува дека се тоа уствари 300.000 евра. Да, кој што треба да ги даеш. А ја ти кажам, ако и дал на црквата 2 париња, ја гледај. Каква црква? Дал нешто тamo ситно за кикири. Нема врска. Ни звоното не го направи. Ништо. Тоа му е фора. Едно за вицето, едно за црквата
едно за мене. Сака да каже две за мене, едно за Виценец. А црквата праша и ќе ти потврди клицано. Ето е ремек дело на корупција. И тој човек, одреден судија Дарко, рече дека нема дело таму, го ослободи. Значи, на таа корупција легна една друга корупција, на судијата. Она што у времето ние го викавме Ташњаревич. Бранко што го аболицираше за тоа Уструмица. Да. Аболициран криминалец со корпус деликт, фатен ин флагранти од државна служба, со државно снимање, со налог за следење. И целата таа корупција после ни даде насока на оваа држава. И утре некој ќе земе и ќе му рече: ало, премиере Мицковски, што правиш? Што да правам, бе? Еве, било кој да е, не Мицковски. Што да правам? После сето тоа, што да правам? Па треба ве оправам 30 години. Кој ќе ве оправи? Тоа е проблем кога корупцијата ќе фати такви корења кои ќе се прошири во едно општество, една држава. И проблем е што после тоа не можеш да го решиш за 10 дена, ниту за еден мандат. Освен ако не е нешто многу радикално, нели да. И сега една друга работа. Книга. Така. Да. Во моментот на книгава напишување имаше 55.400 и нешто. Со бугарски пасош. Тука е некаде. Точно памтам, сите се земени од Евростат, се е проверено. Дури после бугарите според книгава реагираа. Дел од нив ставија у затвор тие што посредуваа, што даваа на бандера учустен. Да. Све го има тоа. Да. Значи ја им ги отворив очи. Признаваа бугари со раскажување на приказна за гагаузите. Значи по 4 основи имаше, трите беа ајде за български происход. Горе дедо, баба, некој кој имаш. Тоа време секој имал по некого. Едноставно бугарска црква, крстен си ќе донесеш крштеница, не е проблем. Кој сака. Сега, ја вака викам. Ај овие сега се 150.000, условно кажам. 150.000 луѓе имаат пасоши и Бугарија рачуна на нив, ама има еден главен проблем, Бугарија не може да го укине двојното државјанство. Тоа не го прави никој во свет. Напротив, додаваат двојно државјанство. Германија што имаше само едно државјанство, сега додава двојно државјанство, тројно и така натаму. Значи ова финтиве ќе го укинеме и тие ќе останат само бугари, тоа за мали деца приказки. Тоа не може да се случи. Затоа што така има други последици кои што се огромни економски. Страшно. Нема веза. Тие се 150.000. И тие мене не ми се спорни, тие за мене се сосем окей. Може би ти имаш нешто против, но за тоа сме плава и црвена ракавица, да, така? Да. Некој стал црни. Поцрнеле од сонцето. Јас се чудам на нешто друго, бе брат. Ај објасни ми го ти ова и полека за денеска ние ќе завршуваме, па ќе се јавиме таму следната недела со гости. Кои се бе овие 5,5% што ќе гласаат за СДСМ? Кои се тие луѓе? Шо луѓе се тие? Дали се тоа наши комши, дали се тоа наши пријатели, дали се тоа луѓе? 5% кои што ќе гласаат за СДС. Да, еве, според вчерашните нови анкети, ВМРО има 22, нивни проблем. Да, добро, овие имаат втори се со 5,5%. Значи, на што веруваат тие 5,5%? Значи нема луѓе, бе брат. Од суштина. Па тоа е муавето, значи ако на вистина е, а вистина е, нема зашто да се сомневам. Не, анкетите никош не грешеле. Мала маргина. Мала некоја маргина има, да, дека ако останале на 5%, а продолжуваат да ја тераат политикава, што ја тераат наративот, што го тераат, тоа значи дека тоа не е веќе партија на социјалдемократи, него тоа е партија на камикази. Наредено има од Заев или Филипче да се кренат со авионот и да се забијат не, мислам таму дека има некоја друга филозофија. Ма не знам која, необјаснимо е. Знаеш што ми е мене необјаснимо, Арно, што спомна, мене ми е необјаснимо како можеш. Па ти имам тука сега, ќе те гледам по тоа ролните. Да, вика како она необјаснимо е како можеш наратив кој што те турнал во катастрофален пораст, ти ја десеткувал партијата, се расцепила партијата на две. На 2 на 6. На 6.
и си дошол до 5% на луѓе кои што ја поддржуваат твојата партија, како можеш да ја туркаш и понатаму тој наратив, програма да кажам, и сето тоа да биде, знаеш, аминувано тие членови кои што се внатре, што им се случи, му перат мозокот, што викам ја преска во една моје Facebook онакво излагање, им става нешто во коката кола, па не знам, стварно не можам да си објаснам. Да губитнички наратив, 2 години после катастрофалното губиток на парламентарите и после на локалните, ти да го тераш истиот наратив. Просто ми е неверојатно. Ја ги гледам сега имале некаква собиранка. Значи, драги пријатели што не гледате и што ќе не гледате, немаме ние ништо против СДС. Ние зборуваме за корупција. Затоа што е таму јадрото на корупцијата, не дека нема на друго место. Али во моментов оваа структура, овие луѓе, оваа концепција е јадрото на корупцијата. Значи, таму мора тие деца завчера што ги однеле на некаков си семинар, не знам со што, го држи Жерновски, не знам си кој, а напротив имаат одлични луѓе кои што треба го држат. Професор Узунов, Гордан Георгиевски и така натаму луѓе кои што навистина оној што беше првиот министер за финансии што се откажа на време. Тевдо. Што Тевдо. Да, Тевдо. Значи, имаат луѓе кои што се стварно социјалдемократи со нишан кој што може. Не, мислам дека и конкретно Гордан дека е надвор од тој филм, дека он воопшто не ни гравитира, не е ни во близина на партијата. Независно што не е во близина, бе. Што ќе научите, за кој наратив ќе научите тука од нив? Овие треба комплет да се соберат и да си одат. Со твојата омилена Богданка. Веројатно. Мислам, да. Со должна почит. Жената е пратеничка, си го работи пиарот 100% добро, ама е само форма, нема суштина. Па иначе за форма е секоја чест. Не. Платата си ја заслужил парламент пар екселанс. Но нема суштина. Друго сакам да кажам. Сакам да кажам, топтан треба си одат. Се соберат и да си одат. И да ги донесат децана и да им речат што и да направите подобре од нас. Што и да направите деца? Ама и тие, ај се конкретно децата на младината им ја спомна. Викаш тие се ги гледав еднаш на една наша дебатна емисија која викна млади тој што е најдобриот од една па од ВМРО, од СДС, од Левица и не знам од која беше четврто млади луѓе се тоа. И ги слушаш, значи генерално сите, ама еве конкретно овој од СДС што беше едно, значи бројлер нема, тоа што го слушаш, Филипче што го збори, Богданка што го збори, сите тие што го зборат, значи како научено на памет. И ти гледаш дека овај Плодов не паднал подалеку од дрво. Ова е све инструкција. Тоа е фрлешем. Да, или да кажеме тоа. Ова е све апсолутно, не политички. Знаеш, он има една колумна во Дневник од пред 30 години, луѓето не памтат, а проблем правиме ние што имаме долго памтење. Да. Вика има едно у дискотеката вака што светка. Вика тоа цка прае. И фраер да не си фраер те прае. Да. Јасно ти е сега? Тоа е политиката на СДС. Битно да цка тоа, да се вербла. Да. А ти што не си фраер, што нема суштина, што нема дела, тоа е друга работа. Ама остај тоа, ајде, ама бар тоа да има некоја смисла, ти што викаш, или да е запакувано во убава амбалажа, па поинаку да светка малце, да биде исто, ама не така исто. Ама ова е буквално исто. Ма не може да биде исто, бе. Не може да биде исто, како се фатиш за нешто што не стои. Што не држи вака, не држи вода. Мора да купиш ново казанче, ново црево, ново ова. Ама види сега, ти знаеш тоа многу е просто, значи у фудбалот, у спортот. Значи тим што губи се менува. Тактика ако е губитничка се менува. А ти ако тренер ако не губива се менува.
Значи, а ти продолжуваш да играш над преваров со истиот тренер, истата тактика, истите играчи и очекуваш дека ќе станеш фактор, дека ќе се факторизираш. И плюс кондиционо се 0. А тоа баш каму овде. Кондиционерите 5% се пример рецимо, на 5%. Да, ама ја и тие 5 не ги разбирам. Ја мислам дека 1% треба биде, тие 1 се што гледаат вести навечер. Сметај дека тие 5% на изборите, која ли ќе бидат, дали наредната пролет, дали урегуларен термин, рачунај дека сметај дека тие ќе бидат преполовени. А ако не се преполоват, ако останат 5%, таков пораз ќе доживеат на изборите, што после изборите тие 5 ќе паднат на овој процент и Ама денеска ја викна Шекеринска во помош. Господ на помош го викна. Шекеринска беше онаа што најмалце гласови освои како кандидат на председателски кандидат. Така што може да им помогне? Па викаат тренер губит, па викаат губитник за да ги извади од проблемите, да не кажам некој пострашен збор во кој што се нашла. Значи не може Шекеринска да ти сите знаеме кој е Шекеринска. Шекеринска може да облече 300 разни рува. И не знам какви скапи. Народ, вика кожни гаки да знаи. Ама джабе. Знаете, джабе е све. Народов ја знае која е Шекеринска и се знаеше па нешто оној. Извини. Шекеринска е најголемиот наш успех. Заменик генерален секретар на НАТО, на господинот Руте. Добро, Ја што го викам реално, Туте. Да. Реално што вика овој, кажи го новинаров Мегафонов на СДС, вика можете да ја плукнете под прозорец. Да, така е реално. Она е највисоката функција до сега што македонски претставник ја добил. Работава е. Што имаме ние од тоа како држава? Тие 3 кила банани. Што имаме од тоа? 3 кила банани, брат. Плаќаш 4% за НАТО од буџет. 4%. Колку беа? 2 беа? Сега се 4 или 5, така 4 се. Треба да бидат 5. Треба да бидат 5. А во моментов се 4, ама тоа ќе оди до 5%. Така барем таму. Ќе даваш 5% за НАТО, ќе ги даваш парите од джебот на нашите граѓани за НАТО и плюс ќе бидеш присилен да купуваш оружје произведено во најмоќните земји на НАТО. Само во НАТО. Само во НАТО, на најмоќните Не мора да освен ако се работи за оружје кој што НАТО не го произведува, членки на НАТО, него се набавува од некоја друга страна, пример, не знам, од некоја друга. Но тоа стои како глава. И ти значи сега ќе купуваш од наш джеп, утре ќе ти кажат мора да имате 5 тенка Леопард германски. И ти ќе даваш по колку не знам чина тие 80 милиони или долари до 120 милиони да купиш, а нема да купиш 5, ќе мора да купиш 10 или 15, значи ти удри го тоа по 100 милиона, тоа се преку милиарда. Кој што се фактички ваквите земји кои имаме користа, може да стават утре генерален секретар. Каква корист имаме кога ти такви пари се одлеваат, фактички ти ги земаат парите. А од друга страна ти си членка на НАТО. Ја она па што не можам да го разберам, што ми е апсурд. Ти си членка на НАТО. Имаш твоја партнерка која што седи до тебе во НАТО, која што преку своји не знам како да ги наречам, мегафони, пропагандисти, ти се заканува со воена агресија. А седи со тебе. Ама она ќе ти рече не ти се заканува. Тоа се поединци кои што одговараат за своите поставки. Тоа се здруженија на граѓани. Јасно. Да, тоа е дел од стратегија специјална војна и така натаму и така натаму. Затоа го зборувам ова ја сега, затоа го кажувам. Лошото е, што е лошото? Што тоа се прави. Тоа е лошото. Затоа што на ова ниво и на Сојуз, кога сме веќе членка на НАТО, кога веќе дадовме премногу за да станеме членка на НАТО и да дојдеме до вратата на Европска унија, иако дефинитивно сме подобри во некои сегменти од земји кои што се членки на Европската унија, зошто тоа некој го прави? Тоа ти реков јас пред едно 40 минути. Тоа ќе го разговараме во една друга емисија, затоа што јас имам едни тези кои што точно знам зошто ова се прави. Значи, научно, со методологија, со анализа,
со споредбена анализа, не со седнале баба Перса и тетка Трајанка и разговараат, како што е обично по нашите подкасти, и знаеш како прават? Знаеш што е суштината на човечката психологија? Како одат на подкаст? Он цел ден мисли што треба да каже вечерта на подкаст. Ти си ги бил на милион овие соочувања. Да. И знаеш буквално како ќе реагира. Цел ден он мисли и он се концентрира на една работа. Он не може да запамти 5 работи. Он има проблем со процесирање. Значи процесингот не му работи како што треба. Да, тоа е 90% од луѓето, верувај ми. Не велам јас дека ти си овој доктор Дулитл или ја дека сум некој гениалец. Ти имаш рутина. Секојдневно работиш и тоа ти овозможува чиста мисла и течно говорење. Така да. А ја пијам магнезиум. Сега тоа ќе го каже, па ние излегуваме што се вика од Не, гаќи од цело тоа, време збориме за корупција. Друга. Значи се да сме на она ниво на кое што ти велиш дека ние треба да бидеме како држава. Со корупцијата ние ќе правиме тука друг муавет. Ние овдека ќе разговараме во овој подкаст дали овојот тето ќе му градиме споменик кај што ќе не Па нели рече, ја да ве тука сите да ве она дам, нели сме с ние сега културен подкаст, а не културен подкаст. Не се шала. Ќе ве мочам рече човекот. Сите. Затоа ќе правиме. Не дека ти како да му плаќаш нешто правиш. Не, па сака да му платат за да не моча. Па тоа. Види, ја би бил среќен кога ние би правиле такви подкасти, кога ние би се зафркавале со дали некој пеач имал жути гаќи на плажа, дали рибата заја го апнала некого за лево онакво. Тоа се нормални муабети, ама некако светов отиде у таму кај што не треба и ние нон-стоп разговараме за нешто што мора да се искорени. Апсолутно се сложам со тебе. Не можеме никош да го искорениме максимално, затоа што и најразвиените земји го имаат. Јас имаме една роднина, нема да ја именувам, која што на задниот ручек кај нас, која што работи во една западна земја, која што има многу висока позиција, не е доктор на науки, него е наддоктор на науки, она после тоа што иде, и вели и кај нас има соврски. Што би викам у Германија соврски? Па вика ќе ја примат таа. Како ќе ја примат таа, кога твоето CV е 46 страници? Ама она е пример внука на Удо Бринкман. Ако знаеме кој е Удо Бринкман. Да, Клиник Шварцвалд. Клиник Шварцвалд. И сега ќе влезе внука му на Удо Бринкман, нема да влезе некоја тама што завршила факултетот по техно-работничко семејство. Значи сега да го има тоа, не. Па добро сега, некако и тие на Удо Бринкман слабо влегува. Удо ни текнаве на Удо Бринкман. Имаме овдека еден член на екипата кој кога беше у Германија му рекле Das ist Deutschland и он им вратил Das ist Deutschland, ама само 3 компири ќе добиеш. А ако беше пољубезен ќе добиеш и 7. Така да германците го јадат стапот да добијат надвор. Да, тоа е. Од ваквите кои сериозна работа. Има сериозна работа, него ние да ја оправиме полека кај. Завршуваме емисијава, сати 35 идеме. Да? Сати 30, да. Да режија дали е точно? Добре. Да. Се јави Удо Бринкман. Удо Бринкман сега. Почитувани пријатели, значи пишувајте. Подкаст на Удар ќе го најдете на YouTube, ќе го најдете на Facebook, ќе го најдете, ќе направиме и Instagram, ќе направиме и тоа како се викаше на овој со маскава X. Тоа е X како порно канал е. Да, баш како порно канал. X. Да, X. Уште 2X и таман ќе видиш. Што 2X? Добро. Нашиот тука имаме делови од екипата кои што ќе се погрижат да бидеме и на X. Да. Значи да бидеме и на тие други некои си, може и на некоја кинеска, не знам, руска ако има, да не ги запоставиме и тие. Ќе се бориме против корупцијата колку можеме со нашите лик и дело, со тоа што имаме долги јазици,
со тоа што имаме бистар ум и со тоа што Не се само јазиците долги, немој така да ќе разберат погрешно нашата публика ценета. Епа види се, ти седиш на хоризонталната, јас со вертикалната страна. Не зборам пошто сум добро седнат. Нашите долги нашите долги јазици во смисол на хумор и на критика, но и ќе имаме епизоди кај што ќе има, што би рекол, нашиот познат деец во архитектурата Миле Јанакиевски, вриштење, пиштење. Така да, денеска ако се смеевме, тоа е заедно зубаво, да тепа Мароко, пошто јас генерално французи после францускиот предлог не варам. Така е. Нека ме извинат. Многу ја сакав нивната музика, уживав во француските шансони и во новата модерна музика. Мојот идол е белгијанец, до душе идол. Не може да биде идол, јас сум постар од него, но некој кој што го обожаваме Стромае, ама после францускиот предлог, кога ќе чујам француски, а учев 8 години француски, верувајте, и знам доста, разбирам и така натаму, некако ми ова и сакам французите вечер. Ама имаат проблем, играат против варот. Против варот играат. Тоа друга тема, можеме за следната за FIFA да правиме муабет, интересно ќе биде таман пред финале. Ама ги отвориме сите корупции во FIFA. Сите во FIFA, све што е све со имиња и презиме. Све, и Прилепска победа, и све. Кој ќе не тужи некој таман јаже само да си земе да се Да гаси светло. Да. Гасите светло, драго ми беше и мене, се гледаме во некој нареден, тоест во наредниот подкаст следната недела и мислам дека ќе биде уште поинтересно од денес. Ајде, чао.